Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва во прво телевизиско интервју ќе го видите министерот за животна средина Насер Нуредини, а наши гости ќе бидат и две пратенички во собранието, Нола Исмаиловска-Старова и Даниела Рангелова. Голем дел од насловите беа министерот Нуредини бега од новинарите. Имате ли некаква верзија кон медиумите, кон новинарите? No, absolutely not. I think this was a total misunderstanding of the situation. Во една прилика рековте треба да престанеме за загадувањето на воздухот да мислиме само на зима, а за депониите само на лето. I think they're very interlinked. We need to focus on both throughout the year. If we don't actually take care of our waste appropriately, it will affect our air pollution. Во 2014 кога бевме побарани за да бидеме кандидати за листи, нели мора и да се согласиш. Прашањето кое што ни беше поставено и беше конкретно кажано, дали сум спремна да гласам за промена на името. Јас прифатив да бидам пратеничка, спремна да гласам за промена на името. Чекайте, тоа е пред изборите 2014? 2014. Кој ви се јави? Под раководството. И ние пред референдумот имавме извршен комитет, ја веќе и имам кажано. И кога председателот на партијата кажа дека секој може да се произнесе по своја волја, јас побарав збор и прашав дали доколку јас излезам на референдум е спротивно од партискиот став. Тој ми рече не може да излезеш да гласаш и за. Праша и Драган Данев и ми рекоа дека не е во спротивно од партискиот став и од одлуката на извршниот комитет. Но очигледно не беа искрени, заради тоа што веднаш после нашето излегување буквално не масакрираа на социјалните мрежи. Со разговорите се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Со владината реконструкција во јуни Македонија доби необичен министер за животна средина и просторно планирање. Насер Нуредини, родом од Камењане Тетовско, како дете заминал за Виена, каде се образовал на Виенската меѓународна школа, а потоа и во Велика Британија, каде го оформил високото образование. Својата кариера ја градел во областа на финансиите во Лондон и во Виена, прво како аналитичар, а потоа и како инвестициски менаџер за пазарите во Централна и Источна Европа. Во неговата биографија пишува дека за главна цел имал привлекување квалитетни, чисти и зелени инвестиции во регионот во кој живее. По преземањето на функцијата даде кратко интервју за вестите на Алсат, јавноста можеше да го види и на пресконференции, но за македонски стандарди ретко го има во медиумите. Дополнително, пред неколку дена го навлече гневот на новинарите затоа што не сакаше да одговара на прашања. Добро вечер, добре дојде. Министерот Насер Нуредини е дел од 360 степени вечерва. Добро вечер, мембрама за Друго Петревски. Не случајно во најавата не го споменав тоа, бидејќи сакав да биде моје прво прашање. Вие, меѓу другото, сте син на познат бизнисмен од Македонија, неговото име е Аки Нуредини. Тој подолго време живее и работи во Виена, Австрија, познат е по својот ресторан кој што е свртилиште на би рекол оперската елита од Австрија, но и од светот, слободно можам да кажам. И се уште и за вас прва асоциација за многумина е вашиот татко. Дали тоа ви пречи, дали ви представува хендикеп? No, I don't think so. I actually see it as an advantage, to be honest with you. I think it's great that people know my family. My family is very open. We're very social people. My father got to meet a lot of people, so it's actually an advantage for me when I get to meet people. And I think they also get a first impression of who I might be through knowing him. Вие вечерва ќе одговарате на англиски јазик. Тоа е помалку или повеќе необична ситуација за нашава земја. Како напредувате со албанскиот и со македонскиот? Зборувате ли албански прво? Yes, it's my mother tongue. Of course, I speak Albanian. I understand it fluently. I cannot express myself as clearly as I wish. I am studying intensively to try and improve it. I make grammatical mistakes, of course. I don't pronounce the words properly. Sometimes I am intensively learning Macedonian. I understand the majority. I'm not able to express myself freely just yet.
but I hope in due time, in the short future, I'll be able to do that as well. Но еве моите прашања ги разбирате. Yes, I do. Тоа значи дека немате проблеми, например, да следите владината седница, да читате официјални документи, бидејќи сепак станува збор за голема одговорност, треба да подпишувате важни работи. No, I mean, I'll be honest, at the beginning it was a challenge. I took a lot more time to read the documents thoroughly. I prepared myself a lot more thoroughly. I have a good team in my cabinet as well who supported me. But yes, I can read the documents, I understand the majority, and if I sometimes don't understand something, I use the simultaneous translation in the government. На албански, Yes. предпоставам. Albanian. Не на англиски. No, unfortunately, that service is not being offered yet. Добро, се уште се тоа официјални јазици, англискиот не станал официјален јазик. Реков и во најавата навлековте гнев на дел од новинарите пред некој ден, тие се обидоа да ви постават прашања, вие рековте ќе одговорам кратко едно прашање, па заминавте. Голем дел од насловите беа министерот Нуредини бега од новинарите, не сака да одговара на новинарски прашања, не сака да каже што се презема за загаденоста на воздухот во пресрет на уште една сезона кога ова сигурно ќе биде топ тема. Имате ли некаква верзија кон медиумите, кон новинарите? No, absolutely not. I think this was a total misunderstanding of the situation. Possibly a mistake or a lack of experience from my side with the media. We had a representative from the UNEC who wanted to present the review. He wanted to stay on topic. I want to respect his wishes. I kindly offered to answer all the questions afterwards. There was a forum as well afterwards. I believe I answered all the questions. I'd have nothing against the media. I actually invite them openly to speak to me. I've told them, I've had briefs for the media. I've told them my door is open. Please come in, speak to me. I think we need to be very transparent about our work. I also invited the NGOs. My job is to be as transparent as possible. Но факт е дека ве нема често во медиумите. За македонски стандарди, вие сте ретко присутен во македонските медиуми, а 4,5 месеци сте веќе министер. Другите министри ги гледаме почесто. I think everybody has their own approach to it, to how they deal with the media or how to actually present themselves. My approach is actually I'm here to work. I would like to work. I would like my results to be the words at the end. I don't think I need to make a lot of empty words and promises. I like to actually work and present the results. I think it's important to actually step up and actually present the results and talk about the current topics. Maybe I did not do that when we had the questions about the air pollution. Maybe I should have stepped up, but I'm learning. And again, I'll say it again, I sincerely apologize if I offended anybody in that instance. It was definitely not my intention. I came here to contribute, and I'm not running away from anything at all. Дали може би се работи за некаква културолошка разлика? Сепак доаѓате од една друга средина. Овде политиката е се и се што. И самиот можете да видите, политичарите, особено министрите, тие што се на власт, се често присутни во медиумите. Maybe it's a cultural difference, but I realize that the citizens are very occupied and are interested in what is happening. And maybe I need to change my approach to it. So as I said, I'm learning in this instance. Maybe I need to be more present, need to be more public. I might be wrong. I might have been wrong in my approach until now. If that is desired, I will be more public. But I would like to actually be more public when we have results, when we actually do something that will be for the positive. Вашиот татко сакал да доаѓате во Македонија, во родното Камењане, таму имате куќе и можеби еден од најубавите дворови во Македонија, но не сте биле на работа во Македонија. Сега сте прв пат во ваква улога. Се чувствувате ли прилагоден веќе на локалните прилики? No, I don't think I needed time to adapt really. I was born here. My family's from here. I have family who lives here as well. My parents were made sure that we came back at least once a year. And I'm married to somebody from here as well, so we come back more often now. I know the issues. I think, to be honest with you, the bigger challenge I've had is to adapt to the public administration, from changing from the private sector to the public administration. I've realized that things need a bit more time in the public administration. I don't have the need to adapt much to the cultural cases here.
Прва работа што сакам да ве прашам вечера од она што е во фокусот на вашата работа е Алсат вчера го објави драфт буџетот за 2020 година. И од она што беше презентирано се гледа дека на ова ниво, ова не е се разбира финален предлог буџет, допрва владата треба да го усвојува, но парите што сте ги побарале вие и вашиот ресор се намалени. Станува збор за некаде околу 4,5 милиони евра, помалку од тоа што сте го побарале во оваа верзија на буџетот. Зошто е тоа така? I cannot comment on the budget as it's not final yet. That will be final next week on the details itself. I don't think I'm the only minister of the institutions who probably requested more for their institutions. The final details will come out next week, I believe. Of course, I would like to invest more in the environment. There's no question about it. At the same time, though, my approach is to actually work together with all the other ministries. We need to work together in all these cases. We need to use their funds to actually tackle the different issues which are part of their institutions. But yes, we will hopefully know more next week. Да, не звучи убаво кога ќе видите дека тоа што го барал министерот за животна средина на крај намалено, особено не ако на пример гледате дека има помала бројка во однос, да кажеме, на мониторингот, на следењето на квалитетот на воздухот. Јавна тајна е дека дел од мерните станици не се во најдобра кондиција, не се опремени најсоодветно. Unfortunately, some weren't working. We have fixed 5. They're working now. We've got 5 more that unfortunately are defective. After the rebalance of the budget in August, September, we managed to allocate funds. We have ordered the extra pieces. These will get fixed by December. I think it is very important we're able to monitor the air quality. Only through monitoring and analyzing are we going to be able to act in the future. Добро. Знаете дека постои незадоволство, особено во граѓанскиот сектор, меѓу граѓанските активисти, за тоа дека владата не прави доволно. Не се ангажира на доволен начин за, ако не да го спречи, тогаш барем да го ублажи високото ниво на загаденост на воздухот, и при тоа не е само Скопје проблем. Повеќе места во земјава се зафатени од тој проблем. Гледате и, како се вели, нервозни, лути, критички реакции на дел од припадниците на тој сектор дека владата не се ангажира доволно. Што е вашето чувство? I think we're doing a lot. I think we're actually taking measures. We took measures last week as well. As you know, we gathered all the state inspectors and the communal inspectors and the local municipal inspectors. Почна ли тоа да функционира во пракса? It is actually working. We're seeing good results. We're seeing a lot more activities. We've gotten, in the majority of the municipalities, we've actually got 24-hour shifts now. The inspectors are on the terrain. We're getting daily reports. These reports are being handed into the Prime Minister's office, and then they're being distributed to us, the Ministry of Interior and the Ministry of Agriculture. We are currently compiling that information, and we will try and present weekly reports of the progress. This should be happening, hopefully, if we can manage by today or latest by Monday, we'll have a report of the first week of what has happened or what the positive signs have been. If we don't see a change, we will need to think of other measures of how to motivate the inspectors. Бидејќи самиот ми рековте во подготовката на оваа емисија разговаравме малку, беше навистина непријатна сликата да се гледаат дел од полињата во Македонија во изминатите недели и месеци. Гореа многу стрништа, многу мали пожари на многу места се појавуваа, и вие самиот ми рековте, патувајќи од Скопје кон Тетово, односно Камењане, еден ден дека тоа сте имале шанса и лично да го видите, и дека веднаш сте кренале телефон на инспекторите да го проверат. Оваа координирана работа на инспекторите треба примарно ова да го спречи, така? Yes, we did talk about it, and to be honest with you, I think we know where the air pollution is coming from. We have a lot of studies telling us that it's the heating of our homes, that it's the cars, that it's the industry. We need to actually look at all these 3 major polluters in that sense. At the same time, though, we also need to stop the others. Unfortunately, yes, it happened. It was a couple of weeks ago. I was leaving work on a late Friday afternoon, evening, and unfortunately I saw numerous fires on the way to the Pollard region. I did pick up the phone. I called inspectors myself. We need to stop these.
These are actually measures we can take in the short term. Без намера да ја намалувам одговорноста што имате лично вие, другите одговорни во локалната и во централната власт за ова прашање, но сепак мора да се апелира и до свеста на граѓаните, бидејќи без тоа сигурно дека нема да има краткорочни, па и долгорочни резултати на тој план, бидејќи ако сите продолжиме со истата пракса, тогаш државата сама по себе тешко дека ќе може да се справи со сето ова. Absolutely, we need to involve all the stakeholders. The executive, the government needs to be involved. We need the private sector to be involved as well. They need to also think about the responsibilities. And we need our citizens to also be proactive about it. We need them to think about their surroundings. At the end of the day, we need to ask ourselves as citizens, am I willing to accept that my child or my grandchild is going to inhale that air that my neighbor is currently polluting? Do I go and speak to him? Or do I take other measures? Ги споменавте координираните акции на инспекциите, што друго краткорочно како мерка во овој момент се презема, бидејќи пред нас е нова сезона во која што очекуваме високи нивоа на загаденост на воздухот? These are measures we can take in the short term, controlling the extra pollution. We have requested that all the industry and the companies that have an A license be checked again. We've requested that the local municipalities check the companies that have a B license. We are looking at controlling them better. We are trying to see which cars are not fit for the roads. We're speaking to the Ministry of Interior, we're speaking to the Ministry of Economy. Unfortunately, these are the short-term measures we can take. This is a complex issue, as we all know. This is a long-term strategy. We need to think about the long-term plan. We need to think about what's going to happen in the next 5 to 10 years. Каде вие навистина долгорочно го гледате излезот? Каде е решението за по 5 години да можеме да зборуваме дека нивото на загаденост е навистина помало од тоа што е минатата година или оваа година? I think the building out the gas network is going to help a lot. This will unfortunately not solve the whole issue. We need to look at other measures as well. We need to look at renewable energy. We need to see whether we can get solar panels on the private houses. We need to see whether we can control the cars that we have currently on our roads. We need to control the industry. This is why we are currently working on numerous different laws in our institution, just to name a few if I may. And these are things that will actually hopefully improve this. We are working on the law on industrial emissions, we're working on the law on nature protection, amendments on the law on air quality, amendments on the law of environment, and the law on environmental inspection. These will actually be applicable to our environment. We need to also think about central heating. We also probably need to think about decentralizing some of the public sector. Градоначалникот на Скопје најавува спојување на трите посебни мрежи на ниво на главниот град како предуслов потоа прво да поевтини цената на грејењето и второ да може мрежата да продолжи да се шири, па дел од тие што се исклучени да се вратат, но да може централното грејење да стигне и до други домови. Што мислите вие за тоа? I think we need to connect the three different facilities. I think by connecting them, we might actually create an economies of scale, thereby actually lowering the price. It will be more efficient, and then we can actually offer it to the residents. We need to actually offer the residents an alternative. We cannot force anybody that currently is using something else to change from electrical to central heating. However, though, if the price is right, I'm sure those citizens will actually switch over to central heating. At the same time, we need to pass the law on any new buildings to immediately connect to the gas network or central heating and be energy efficient. Дали е тоа дел од измените што сега ги споменавте пред малку? This is something actually with the Ministry of Economy, I believe, and it's already being worked on, and we're very happy to support it. На ниво на град, градоначалникот Шилегов, повторно за Скопје станува збор, најави исто така план за воведување на тоа, мислам дека се вика Бас Rapid Transit. Премиерот го нарече трамвај на тркала, градоначалникот рече дека не станува збор за такво нешто, но добро, од прилика разбираме за што станува збор. Што мислите вие за таа идеја? Дали таа може да придонесе за намалување на нивото на загаденост во Скопје?
I think we're definitely heading in the right direction here. We need to change the current public transport. The current public transport is, I would say, energy efficient. We see that they pollute. The current buses pollute. We need to look at more environmentally friendly transport means. Whether that will be the best solution is something we need to probably analyze. We are there to support the city of Skopje, should they wish to get further opinions from us, if that is the best solution for the city. Во една прилика рековте, треба да престанеме за загадувањето на воздухот да мислиме само на зима, а за депониите само на лето, затоа што тоа се проблеми кои што бараат внимание за време на целата година, а и конечно се поврзани една со друга. I think they're very interlinked. We need to focus on both throughout the year. We cannot focus just on the air pollution in winter and focus on the waste management in the summer. They're very interlinked. These are all things that affect each other. Waste, if we don't actually take care of our waste appropriately, it will affect our air pollution. And we need to work on our strategies. Whether it's summer, we still need to work on the air pollution. We are currently, one of the projects we're working on, we're mapping out all the industries in our country. We're mapping out all the monitoring stations in our country. We are mapping out all the buildings, state, institutional, and private ones, that are heating with oil or coal. And we actually are going to work throughout the year to see whether we can connect them to other means of energy. Зборуваме за загадувањето на воздухот, ги споменавме депониите. Ако треба да направите топ 3 листа на најжешки теми поврзани со животната средина, што се тие? Дали е дефинитивно број 1 загаденоста на воздухот? I don't think we should just say it's number 1, number 2, number 3. I think these are all very important topics that we need to prioritize all of them. I must admit, when I first came here, I had a priority list of things we need to look at. But the more I see, we have a lot of priorities. But yes, the air pollution, waste management, and the treatment of wastewater are the key things we need to look at. And they're all very interlinked. Се чувствувате ли дека имате поддршка во владата за ова што еве се обидувате да го работите, од другите министри, од премиерот? Сензибилизирани ли се доволно за темите за кои што еве вие зборувате? Yes, I actually have a great working relationship with everyone in the government, really. I think we are only going to find solutions and move forward if we collaborate. This is very important that we work together. The Ministry of Environment is more, we are there to create the laws and the policies. We have certain funds to invest in the environment, of course, but each institution has the obligation to participate in improving the environment. Од премиерот лично чувствувате поддршка? Yes, I have his support, and this is how the action started with the inspectors. I proposed the idea to him that we need to be more active. We need to mobilize the inspectors. We need to mobilize the municipalities, that they need to actually take some responsibility as well. And he supported me, and that's how we formed the working group together with the Ministry of Interior and the Ministry of Agriculture. And there will be further steps. I've also proposed that we work together with the Ministry of Education. We need to reintroduce and probably strengthen the education on environment with our children, because that's where it starts. I have also working on, together with the Ministry of Health, with the support of the World Health Organization, to start a campaign to explain what effects our actions have, what consequences they have. Да се подигне нивото на граѓанството што драни нозе за значењето на овие прашања. I think people are aware. We just need to be more apparent about it. We need to be more straightforward about it. These are real issues. We just need to explain to the people what consequences our actions have. That we individually, and as companies, and as the executive, we are polluters. We pollute. But together, maybe, as a society, we can find the solutions. На ниво на влада преземате нешто? Например, еве, да не се користат пластични чаши повеќе или пластичен прибор? Yes, we have proposed a ban on plastic bottles, plastic spoons, one-way products. We have proposed it. We are currently working it out. We're trying to find out what the financial implications will be if we do that. At the end, finally, we are actually using glass bottles in the government now.
And very soon we're looking to ban the small bottle plastic bottles, and in the near future we will ban hopefully all plastic. На ниво на цела влада или на сите државни институции или само во владата? I'm looking to actually do it across the board in all state institutions. Реков, 4,5 месеци сте министер за животна средина и сега ве дочека предизборен период. Тоа не е најдобар период, особено за луѓе кои што не се цврсто политички партиски асоцирани, како што претпоставувам вие сте, односно не сте. Дали предизбориите го чувствувате сега за хендикеп, за дел од оваа мисија на која што се нафативте овде во Северна Македонија? It's unfortunate, I'll be honest with you. I was hoping to exercise and continue these ideas, these visions. I will continue until the end. That is my job. That is why I've taken on this job and this role. It is my job to work for the people. It's unfortunate that it's been cut short in that sense, but this is a democracy. The decision was made by the government, by the Prime Minister. I accept it and I respect it. We are going to work until the end and we'll see what happens in the future. Чувствувате таков притисок сега од дел од колеги, од директори на институции кои што ви велат ајде сега тоа не е приоритет, избори се? No, I don't actually have any of that, I'll be honest with you. I am continuing to work. I'm expected to continue working. Или може би обратно, бидејќи ова е жешка тема сега, во овие месеци и нивоата на загаденост на воздухот се многу високи, па може би сега фокусот ќе биде на тоа. I know, I am very well aware. I was well aware of the challenge I'm stepping into here, of course. I know the air pollution will come. It will be here over winter, unfortunately. We're going to try and take all measures to minimize it in the short run and continue working on the long-term projects. At the same time, the elections are coming. That is a democratic process. I'm going to still concentrate on my job and try and contribute as much as I can until the end. Ако низ оваа дистанца ја проценувате вашата одлука од Виена да дојдете во Скопје, да ја преземете оваа позиција, има момент кога сте се покајале, кога сте рекле не требаше да го направам ова? No, I don't like to regret anything. I did thoroughly think about this decision. I appreciate that it's a challenge. I was very well aware of the challenge. I know there's a lot of work to be done. I'm happy to work hard. I'm not a man of many words, as I said earlier. I'm a man who likes to work and hopefully present results at the end. The biggest challenge I face, and I'll be honest with you, is my family being in Vienna. Се гледате? We do our best. Добро, не е лесно, предпоставувам. Ви благодарам што вечера бевте дел од 360 степени. Се надам дека еве ова ќе биде ваше отворање и кон другите медиуми и новинари. Фалимдарит, ви благодарам. Продолжуваме. Две пратенички во собранието го привлекоа вниманието на дебатата за можна промена на изборниот модел што деномиве се одржа во парламентот. Едната независна, исклучена од ВМРО ДПМН е Нола Исмаиловска-Старова, а другата се уште формално пратеничка на ВМРО ДПМН, но повеќе од очигледно со дистанца од актуелното партиско раководство Даниела Рангелова. Добро вечер и добре дојде за двете пратенички. Во какви лични односи сте двете? Затоа што на таа дебата ве видовме седевте една наспроти друга, иако некако како дискусиите да ви интерферираа, да ви се совпаѓаа. Вие смеете да бидете во комуникација со Исмаиловска-Старова? Јас немам пречки од никого во животот, мислам не дозволувам. И после гласањето со Нола, уште вечерта јас се јавив и на нејзи и на неколку од осумите, заради тоа што чувствував и гнев спрема сама себе и нечовечност и мислев дека треба повеќе да комуницираме. После незиното гласање ја интензивирав комуникацијата со Нола заради тоа што сметав дека немавме чесен пристап како луѓе дента кога тие гласаа за Преспанскиот договор. Тоа беше известно и ваше каење за тоа што можеби вие не гласавте? Не. Значи, мојот став беше таков каков што кажав, дека ќе излезам на референдум, ќе гласам и доколку не е исполнет цензусот, нема да гласам за Преспанскиот договор, но чувствував каење на она етикетирање нивно дека гласале за Преспанскиот договор. Во моментот сакав да седнам
и со нив, но бидејќи долго време се шпекулираше од мојата партија дека јас сум резерва и дека ќе гласам, што не беше точно. Мислам дека и Нола го знаеше мојот став од самиот почеток дека јас нема да гласам за Преспанскиот договор, но тоа нечовечко однесување беше сигналот кај мене дека со ова раководство ја заврши. Имате комуникација со некого од раководството? Имате сугестии, некакви забелешки за вашиот начин на работа во парламентот, јавните настапи ваши? Немаат храброст тие да ми кажат што чувствуваат спрема мене во лице. Тие се многу фини кога ќе се сретнеме, но после секој мој настап јас сум линчувана на социјалните мрежи од ботови партиски кои што јас ги знам, барем што функционира во времето кога јас бев член на раководството, и од луѓе кои што се на платен список на партијата за линчување на неистомислениците. Што би рекле вие за вашите односи со Рангелова? Мислам дека имаме коректни, дури јас би ги нарекла и пријателски односи. Мислам дека убавината на различните мислења е да ги прифатиме и да ги надминеме и да најдеме некои Имавте прашања за такви кои што односи мислиме. предходно, пред вие да бидете исклучени од партијата? Па мислам дека после тоа случување дека станавме поблиски поради тоа што најдовме некои прашања за кои што се согласуваме, и пак ќе напоменам поради тоа што имавме едно големо прашање за кое што размислувавме различно, но мислам дека големината во политиката и ние како личности баш ја покажавме дека тоа не мора да значи пречка или да не си кажуваме добар ден како некои колеги. Рангелова вели раководството нема храброст лично да се соочи со неа во смисла да забележи за тоа што го прави. Знам дека неодамна имало средба на лидерот на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски, со сите осуммини или со дел од осуммината пратеници кои што гласаа за промена на уставното име? Со сите осум. И што беше тема на таа средба? Па генерално за актуелните случувања не беше целта да биде тајна, затоа што кога 10 луѓе се на состанок и секретарки и келнери, нормално дека се дозна, но не беше вредна за споделување со пошироката јавност. Дали лидерот Мицкоски се обидува да ве врати назад сега во партиското јадро пред изборите? Па немам таков печаток, мислам дека разликите меѓу нас се тешко надменливи. Меѓу сите осуммина, например, мојот впечаток е дека Елизабета Канчевска-Милевска како повеќе да припаѓа сега кон групата која што си е верна на партиското раководство, а 7 теми на други или 6 мина сте сега, бидејќи Зеки Рамчиловиќ не знам каков статус има сега и дали е дел од тие за кои што зборуваме. Па можам да зборувам само во свое име, ако го сакате нивното мислење би можеле да ги повикате тука на разговор, и во свое име и моето мислење дека мислам дека не можеме да ги надминеме нашите разлики во однос на овие значајни прашања, затоа што еве се спомна и прашањето за името. Мислам дека на партиското раководство му беше поважно да не успее референдумот, отколку да не пројде Преспанскиот договор, а тоа не е представено на тој начин меѓу членството и меѓу граѓани. Имате и вие вакво чувство дека им беше поважно референдумот да не успеа, а потоа кога целата процедура тргна низ парламентот, практично дозволија тоа да помине? Јас ќе кажам за дента на референдумот. И ние пред референдумот имавме извршен комитет, ја веќе и ви имам кажано. И кога председателот на партијата кажа дека секој може да се произнесе по своја волја, јас побарав збор и прашав дали доколку јас излезам на референдум е спротивно од партискиот став. Тој ми рече не може да излезеш да гласаш и за. Праша и Драган Данев и ни рекоа дека не е воспротивно од партискиот став или од одлуката на извршниот комитет. Но очигледно не беа искрени, заради тоа што веднаш после нашето излегување буквално не масакрира на социјалните мрежи со реторика дека ние сме некакви предавници, дека ја предадовме партијата, државата, што јас не се согласувам. Ако тие излегоа поддржувачите на ВМРО-ДПМН и оние кои што ја поддржуваа таа политика и се произнесеа дека се против Преспанскиот договор, барем ќе бевме на чисто колку се против и колку се за. Вака за секогаш ќе остане во некоја идна историја дека излегоа 600.000 и нешто за и 40 и не знам колку илјади беа против. Значи, точната бројка никогаш нема да се знае. И пак ќе повторам, во собрание
ВМРО ДПМН не влеговме како пратеници да гласаме против Преспанскиот договор. Во историјата ќе излезе дека беа 81 за и 0 против. Тоа беше исто така одлука на ВМРО ДПМН. Пак отсуство на став. Предпоставам на ова мислите кога кажувате дека поважно им беше да не успее референдумот, а не да не помине Преспанскиот договор во парламентот. Има уште еден момент што за мене е неприфатлив, мислам дека претходно не сум го споделила со јавноста. А тоа е лицемерието на дел од колегите кои што застанаа покрај зидот. А добар дел од нив беа пратеници во 2014. А во 2014, кога бевме побарани за да бидеме кандидати за листи, нели мора и да се согласиш. Прашањето кое што ни беше поставено на голем дел од нас, веројатно не им било на некои кои што биле можеби во повисоките структури, кои што и би учествувале во такви разговори или кои што веќе дале одговор на тоа прашање, но кога мене ми се јавија, ми кажа дека можеби пратеничкиот мандат ќе донесе и големи предизвици, како што претходно било гласањето за хашките случаи и беше конкретно кажано дали сум спремна да гласам за промена на името. Јас прифатив да бидам пратеничка, спремна да гласам за промена на името. Чекајте, тоа е пред изборите 2014? 2014. Кој ви се јави? Под раководството на партијата. И вие тврдите дека и на други пратеници им било поставувано тоа прашање? Јас сум разговарала со најмалку 10 и мислам дека би било доблесно тоа и да го прифатат. Да го признаат и да го прифатат, затоа што... А зошто ова досега не го кажавте? Не сум имала шанса. Некој ќе каже сега лесно е да го кажете, како ќе го докажете? Па ќе рачунам на нивната доблест да не го негираат, затоа што сме го разговарали меѓу себе, тоа не биле 1-2, тоа се 20-30 луѓе, мислам дека е познато и меѓу повеќемина, веројатно и во раководството седеле повеќе луѓе кога нас не се обраќале да бидеме на тие листи. Некој да е подготвен да гласа за промена на името, за да стане пратеник, а потоа да не ни кажува добар ден, за мене е неприфатливо и тоа мислам дека многу повеќе зборува за лицемерието отколку работиве што веќе стануваат очигледни и за пошироката јавност. Рангело, и вие сте кандидат, така, 2014 за пратеник, вам би се јави? Да, ми се јавија. Мене ми се јави председателот тогаше. Не ми го постави тоа прашање, не ме праша. Вам може би воопшто. друго прашање? Не, мене ме праша дали сакаш да бидеш пратеник. Толку. Толку завршивме со комуникацијата. Но незината улога беше друга. Таа беше председателка на Унија на жени, со неја сум разговарала, можеби Даниела слушнала некои од другите колеги каде што сме го разговарале ова, кога почна тоа за референдумот да станува тема на тие координации и слично, затоа што сепак тие кои што биле повисоко во хиерархијата веројатно би биле и вклучени во изнаоѓањето можеби на решение и слично и сигурно сакале сигурност од тие кои што тогаш прв пат влегуваме, посебно од тие што можеби не сме биле толку многу активни претходно, да бидат сигурни дека и ние би биле дел од таа приказна. Што сакавте да кажете? Не, сакам да кажам дека можеби јас сум била повисоко во раководството и најверојатно сметале дека ако си раководство, кој да е тешко прашање, би требало да се согласуваш со актуелното раководство во однос на гласањето, можеби Нола била нов пратеник, па сакале да ја проверат колку она би била лојална доколку се донесат такви тешки одлуки, како што кажува таа спремна на носење тешки одлуки. Мене не ми направија проверка и не ме праша, тоа е вистината. Па еве, може биле во право, не сте лојални на мнозинскиот партиски став. Останав лојална на принципите на ВМРО ДПМН, затоа што тоа било и причината да станам дел од партијата, тоа било членство во ЕУ и НАТО и мислам дека е несериозно да зборуваме после 11 години поминати на власт. Јас секогаш ќе го вреднам многуте реформи кои што ВМРО ДПМН успеа да ги направи, ќе ми биде жал за некои работи кои што мислам дека можевме подобро да ги направиме и за грешките или немањето доволно храброст некои прашања ние да ги затвориме. Кога сме кај НАТО и ЕУ, дали сега, откако Франција го направи тоа што го направи, во Европскиот совет немаше консензус за отворање преговори со Северна Македонија, за преговори за членство во Европската Унија, се каете, можеби размислувате за тоа што го направивте со гласањето за промена на уставното име? Да бидам искрена, имам една многу интересна ситуација, дека предходно, пред да станам пратеничка, доста патував со меѓународни обуки
И ми беше многу потешко да објаснам каде е Македонија, па требаше да кажеш тука се граничи со Грција и Србија. Во оваа една година Република Северна Македонија стана дел од светската мапа. Многу видни политичари, светски личности ја посетија и го вредна напредокот. Мислам дека Некој ќе ви безбедноста... каже фала на таква реклама. Безбедноста која што ја носи НАТО е за мене многу вредна и мислам дека датумот за отпочнување на преговори со ЕУ е само прашање и искрено мислам дека додавањето географска одредница не е промена на името Македонија и дека за мене ФИРОМ звучеше многу полошо отколку Северна Македонија. Значи не се каете дури и покрај тоа што земјава не доби одлука за почеток на преговори. Не затоа што сум сигурна дека таа одлука ќе допринесе за во многу скоро време сепак да го добиеме тој датум и затоа што НАТО сепак за некој месец ќе биде реалност. Рангелова и Исмаиловска Старова, и двете сакам да ве прашам, дали овие ваши настапи, синоќ имавте еден телевизиски настап, се известно пеење на вашата лебедова песна во политиката, предчувствувајќи дека можеби се ближи крајот на вашата политичка кариера, бидејќи наближуваат избори и двете не сте во добри односи со раководството на партијата, вие отворено велите не очекувам да бидам на кандидатската листа на ВМРО ДПМН, вие веројатно уште потешко би биле на таква кандидатска листа. Дали со вакви настапи се обидувате да привлечете некакво внимание на себе, па евентуално да отворите друг пат во политиката? Вие прва еве. Мислам, ако луѓето што ме знаат карактерно, знаат дека мене не ми треба да пеам некоја друга песна за да предизвикам внимание. Мислам дека како карактер, што може би е тоа хендикеп за мене, секогаш сум предизвикувала некакво внимание и заради тоа и многу сум страдала во политиката, заради тоа што многу зборувам. Може би подобро во кариерата се движите ако молчите и викате браво, така е. Согласно мојот карактер се однесувам така како што чувствувам. Јас имав опција да продолжам со мојата кариера, имав опција да го глорифицирам работењето на ова раководство, да останам со нив и сега пак да бидам пратеник. За мене завршувањето на пратеничката кариера не е изгаснување во политичкиот живот, нити пак лебедова песна. Напротив, може би начин да се движите поинаку во политиката. Имам една девиза во животот е никогаш да не побегнете од сам себе. И тоа ме води цел живот. Чувствувам потреба дека во моментов треба да им кажам на граѓаните што чувствуваат. И без разлика дали ќе бидам пратеник или не, и спрема членовите, спрема неопределените граѓани, ќе продолжам вака да се однесувам. Имаше два клучни моменти кои што ми беа сигнал дека морам да се одвојам од нешто што не се согласувам. Првиот беше 27 април, кога се чувствував многу лошо и кога сватив до тука е. А второто беше гласањето на Преспанскиот договор, кога видов во очите на моите колеги голема нечовечност. И тогаш сватив дека не треба да газиш по живи лешеви за да успееш во политиката. И затоа и така се однесувам. Во моментов, ако не се согласувам, гласно ќе зборувам. Ќе учествувате на следните избори во некаква друга формација политичка? Не, немам таква намера да учествувам на изборите во друга формација. Сакам да поттикнам повеќе демократија кај граѓаните. Немам идеја да се приклучувам на листата на ВМРО ДПМН по секоја цена, за разлика од некои мои колеги, кои што не би сакала да ги менувам, не би било честно, исто не се согласуваа со политиките на актуелното раководство. Како се наближуваат изборите, несогласувањата се намалуваат, се минимизираат со една цел да се обезбедат место на престојните избори. Тоа е нефер спрема граѓаните. Сакате да кажете на овие избори можеби нема да бидам кандидат, но ја гледам својата шанса за некои дни. Јас нема да престанам да се занимавам со политика. Во ВМРО ДПМН? Јас сум ВМРО ДПМН. Не сум размислувала за друга опција заради тоа што сум ВМРО ДПМН. Но сега јас, како да ви кажам, сум го поддржала ВМРО ДПМН заради идеологијата и ради политиките. Ако ВМРО ДПМН е застрани од политиките, јас не можам да знам што би било понатаму. Членството во партијата не е нити завет, нити Библија, нити вера, нити Куран. Така да би сакала мојата партија, бидејќи таа е моја партија, јас не сум била активна во друга политичка партија и навистина чувствувам одговорност и спрема членовите. Ми било дадено шанса да бидам експонирана во политиката
дека треба искрено да се водат политики во политичките партии и нормално А што да е биде тоа еу и што го НАТО. забележувате најмногу на вашата партија, на раководството актуелно во партијата, бидејќи реториката која што ја слушаме од раководството е дека на власт е хунта, криминална банда која што мора што побрзо да замине од власт и да се врати структура која што ќе работи на обнова на Македонија. Не, јас не навлегувам во реториката што имаат како партија. Нормално е да критикуваш актуелна влада. Имам неколку замерки. Првата замерка е едно зборување пред меѓународна, второ пред членство, трето пред неопределени. Така не. Јас сум за искрен пристап. Јас мислам дека секој човек кога искрено ќе му кажете, подобро ќе ве свати отколку да манипулирате со неговиот гласачки избор. Исмаиловска, вие дали ја пеете вашата Лебедова песна? Знаете, Лебедовата песна кај лебедите така е приказната на станата е па дека е нивната најубава песна и мислам дека нешто треба да заврши за да почнат нови работи, како што е па приказната за Фениксот, дека иако гори, после тоа се јавува нешто ново. Мислам дека имам уште многу да кажам во политиката, но да оставиме како ќе се развијат. Што ќе правите работите сега на предстојните избори? Па мислам дека тоа е поврзано со многу услови кои што треба да се случат. Не планирам да останам тивка и планирам да бидам вклучена дали со своето мислење или по-активно, зависи од изборниот модел, од понудата која што ќе ја имаат партиите. Зашто размислувате? Се зборува за можност да се направи нова партија од делот од членството и симпатизерите на ВМРО ДПМН е да се оди со листи во рамките на некакво движење. Јас мислам дека пристапот на членството од ВМРО е многу ограничен и дека ако се создава нешто ново, дека тоа навистина треба да биде ново и тоа што можам да го кажам како свое мислење е дека би било убаво конечно да добиеме некоја алтернатива која што би донела боја малку во црно-белиот свет за кој што сите сме одговорни дека го создадовме и доколку нешто такво се создаде каде што ќе има место за различни представници, за различни националности, вери и определби, тогаш може би го нашла своето место таму. Го споменавте изборниот модел како еден од можните предуслови. Верувате дека е можна промена на изборниот модел и ДУИ ВМРО ДПМН некако се отворено против? СДСМ реторички вели да, но во исто време вели до сега сите тие прашања се решавале со консензус, така што некако, иако можеби бројки има, прашање дали политичка волја има, особено кај СДСМ. Се сомневам во искреноста на СДСМ по однос на ова прашање, посебно како една од тие пратеници кои што гласаа за промена на името, па сега ако за едно такво прашање градевме консензус во собранието меѓу пратениците, мислам дека би било многу покорисно и навистина во прилог на парламентарната демократија ако тоа го направиме и за ова прашање, но колку што знам има некоја формална група и сега пазете, тоа се само 3 политички партии, ВМРО ДПМН, СДСМ и ДУИ кои што преговараат во Министерството за правда. Јас не сметам дека тие 3-4 са, не знам точно колку представници се, дека се порепрезентативни од пратениците кои што биле избрани директно од граѓаните, затоа што никој од нас не се нашол па ни на листите, не сме биле најдени на улица, сите сме имале некоја додадена вредност и сме привлекувале одредена група граѓани за да бидеме дел од тие листи. Мало сутра вие, мислам дека така рековте вчера, коментирајќи го односот на СДСМ кон ова прашање, не верувате и вие дека е можно такво нешто? Ќе ви кажам зошто не верувам. Не верувам во искреноста на СДСМ заради тоа што прво кажав од една причина, вчера предвадена има централен комитет на кој што не донесоа одлука дека ќе поддржат една изборна единица и ние знаеме дека СДСМ кога сака да ги реши проблемите, ги решава и кога сака да донесе одлука, наоѓа начин и решение и не им е потребен тогаш консензус, но не веруваме во искреноста на помалите политички партии, бидејќи најголем проблем е кога се прават тие коалициони листи. Јас сум учествувала како
представник од ВМРО ДПМН е во такви преговори со помалите коалициони партнери, секогаш коалиционите партнери мислат дека малку добиваат, а додека па нашето членство смета дека многу им се дава и добиваат високи позиции, а никогаш не се изброени колку е нивното членство и колку ефектуиран нивното политичко ангажирање на листите. И заради тоа мислам би било фер и за помалите политички партии да си ги пробаат силите. Сепак мислам дека не се искрени заради тоа што по за нив би било удобно да се најдат на некоја удобна коалициона фотелја, столче на листата, па така зошто би експериментирале сега. И трето, заради тоа што ние бараме и отворени листи. Јас кажав вчера и во една друга дебатна емисија, лидерите се плашат да се испробаат на отворени листи која е нивната вредност. Тие би сакале отворени листи да има од локалните. Ја затоа викам мало сутра односно тоа Заев што тоа е негов вокабулар, но мислам дека не е коректно да ги мерите идните кандидати за советници. Да, измерете се заради тоа што ситуацијава реално во моментов во Македонија е таква кога треба да се ги одмерат и раководствата силите. Оној процент над 40% незаинтересираност на граѓаните да излезат на избори кажува дека време е за нов изборен модел. Може би и за нешто ново. Толку за вечер. Ако има нешто што не прашав, а е важна порека до граѓаните, слободно искористете шансата. Ако не ви благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам и на вас. По паузата е саботажата. Колку е погуста, толку во неа корен фаќаат најразлични типови растенија. Незината бујна вегетација кај нас единствено придонесува за шаренило, но таа сама по себе не може да го расчисти етерот кој покри усилбите. Од него се уште не може да ја види шумата. Богдановик, вие дали знаете за кои дрва прашувам? Па не, вие кажете ми, ја не знам сега за кои дрва кажувате, на пенов дрвата. Дидам дома кај него. А домакинот секогаш треба да биде сосредоточен и пред да почне да го пали огнот. Мора да знае со што дрвна маса располага и од каков формат се деланките кои ги набавил за посилно да разгори. Презвитер, отец, како Ивица Тодоров. Ивица Тодоров, да, од Македонската Охридска архиепископија, добре дојдовте. Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Сите работи ги изнашав, добар почеток. Така да не гледам причина дрвата на пенов, кои се ти кажете, ми ги ви кажам конкретно што е направено. Изгледа ништо посебно не се случило, што ерозијата продолжува да го нагризува тлото за кое се предполагаше дека се стабилизирало. Наместо да се кренат стебла кои ќе представуваат заштитен појас, плевелот продолжува со несмален интензитет да го деградира единственото шумско богатство. Вие ја браневте шарената револуција која за ик ништо правеше глупости. За ништо не придонесуваат ниту лијаните, особено политичките. Без потпора растат приземна, штом ќе се развијат. Единствено влијаат врз разубавувањето на екстериерот и на амбиентот, но се практично без функција, бидејќи служат само како декор. Македонија. Значи тешко ми е да кажам Северна Македонија, затоа што уште не сум привикнат на тоа, но тоа е тоа. Додека се навикнат, можеби ќе треба да се одвикнат од и процесите во дрвната индустрија напредуваат, па наместо тврдиот француски лежај да се омекне со модерен латофлекс, тој се комбинира со средновековна граѓа. Владиката Тимотије денеска даде една изјава. Чудниот чвор во кој зборовно се врзуваат двете имиња ја нагласува веројатно потребата од карактер кој ќе го красат скромност, понизност, а понекогаш и испосништво за кое туѓите очи се би дале за да може да го разгранат како пример за тоа дека за спасна татковината корењата се единствената храна. Од последниот пат, пред околу 2 години кога правим интервју, ославени сте околу 30 на кила, ако не се лажам, 40 кила. 40 кила. Дали може би членството во Комисијата за историја и археологија со Грција помогна, нервозите тамо помогна да ославете повеќе? Не. Тајната на диетата нема да биде обелоденета, бидејќи со помош на развојот на кулинарството е откриено дека иако најздравата храна доаѓа од нив, тие сепак фрлени во оган, не само што греат, туку и засладуваат.
Ако баклавата е изедена, типсијата 100. Се е јасно. Се е јасно, само njega нема. И на крајот. Ама што е тоа сега? Вие тука за дрвото за напенов. Да не се вртиме во круг сепак. Треба да отидам до кај Пенов дома. Крајот никогаш нема да биде на дофата, уште на почетокот не се излезе од кругот. Ми сакав уште две прашања, бидејќи времето никако не гази, но ова е секако она што ги интересира граѓаните. За дрвата на Пенов. Толку за вечерва. Се гледаме в понеделник од 22. Пријатно.